Почитувани гледачи, како што најавивме и на почетокот од ова издание на Вестите од регионот, гостин во студиото. Мој денешен гостин во Вестите од регионот е Стојан Глигоров од Агенцијата за развој на земјоделието. Глигоров, добре дојде во Вестите. Нашите гледачи веќе ве познаваат од кога станува збор за земјоделски теми и се што е во интерес на земјоделците. Денеска сме во Вестите поради причината што веќе привршува крајниот рок за аплицирање за пари од ИПАР-2 програмата. Каква е состојбата во Струмица? Така е, ви благодарам пред се на поканата да присуствувам на вашата телевизија, која што е доста гледана и пратена од земјоделските производители. Сакам да напоменам пред се, значи, повикот 01 за 2017 година, значи беше во рокот трајање во почетокот од 60 дена, меѓутоа се случи и плюс продолжување околу 20 дена, значи тоа се вкупно околу 80 дена денови за да можат земјоделските производители да повремено ги припремат својата документација која што е потребна за аплицирање. Како и претходниот повик, и овој повик беше, значи, воглавно по мерки кои што овој пат се, значи, наместо мерка 101 е материјални средства во земјоделските стопанства, понатаму доаѓаат во другата мерка преработвачките индустрии, значи за земјоделски зеленчукови производи и плюс диверзификација на земјоделските стопанства. Најповголем интерес, значи, како и секој пат се појавуваат земјоделските производители или земјоделски стопанства кои што се заинтересирани за обновување на земјоделската механизација, како трактори, така и приклучна механизација. Меѓутоа, за разлика, овој пат, значи, ни се појавија други интересантни ситуации каде што поголемите земјоделски стопанства веќе одат понатаму околу обновувањето на нивните простори или изградби на објекти за постбербени активности. Значи, тоа се појава на опрема околу расладувањето на самиот производ кој што го произведуваат, понатаму складирање на таквиот производ, претходно калибрирање на таквиот производ или класификација кој што сметам кај нас согледувајќи го на теренот и откупот и припремата на културите се уште недостасуваат класификацијата околу земјоделските готовите земјоделски производи. Така, со овој ИПАР-2 имаше и, колку што се сеќавам, за обнова на фарми. Каков е интересот тука? Имаме ли фармери кои што аплицираат да изградат нови фарми за стока? Да, значи тоа е во делот на сточарското производство. Имаме појавено неколку земјоделски стопанства каде што имат подигнато од типски фарми кои што беа понудени како готови фарми од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Меѓутоа, таквите фарми кои што беа понудени и се уште траат се во тек, значи тие се со бесплатни, значи трошкови нема земјоделските производители околу нив, меѓутоа една битна работа е што сепак постои пратеќа документација која што мора да има земјоделските стопанства за да може да продолжат понатаму. Една од потешкотиите кај што се среќаваат во таквата ситуација се А и Б дозволите од Министерството за животна средина, како и од општините каде што мора да ги обезбедат, значи проблемот е околу изгубрувањето и начинот на изгубрувањето на таквите фарми. Тука малку земјоделските производители се судираат со таквиот проблем, меѓутоа тоа е неминовно, мора да го сватат како сериозна работа, да имате изградени посебни такви објекти, каде што ќе биде складирано таквото ѓубриво и после неговата ферментација да биде тоа употребено на земјоделските површини, каде што ќе биде веќе припремено за таквата апликација. Се додека тоа не го направат, тешко ќе можат таквите апликации да бидат одобрени. Така, моето следно прашање е едно од најактуелните прашања кога станува збор за токму за овие пари добивање од ИПАР-1 и од ИПАР-2 програмата. Документацијата. Земјоделците секогаш зборуваат гласно дека не стигнуваат до парите поради
обемната документација која што треба да се подготви за да дојдат до моментот на добивање на средствата? Не, значи ние за разлика од ИПАРД 1, ИПАРД 2, значи значително е намалена документацијата, бидејќи дел од таквата документација Агенцијата за финансиска поддршка и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе ја бараат по службена должност. Меѓутоа, обврските каде што земјоделските производители треба да им бидат подмирени. Што значи тоа? Тоа значи обврски каде што имат користат концесии, обврски према УЈП, значи према давачките према државата кои што треба да им бидат подмирени, тоа мора да го свати или према сега што се случуваат состојбите према водостопанските предпријатија, мора да бидат подмирени тие долгови за да можат да им бидат исплатени. Дали тоа ќе бидат во директните плаќања или субвенциите или пак по мерките од ИПАРД програмата, што понатаму ќе следи и руралната програма, понатаму ќе следи мерката за млади земјоделци кој што е со 600.000 беше денари со 100% повратни средства или кофинансирани. Што значи овие документација каде што земјоделските производители беа приморани да ја собираат, значи на потешкотија околу прибирањето на податоците, ние како Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството доста добро ми објаснуваме околу ова работа. Каде и што е тоа што треба да го набават. Меѓутоа, често пати се случуваат дезинформациите помеѓу самите себе кои што се дезинформираат за некоја документација и се стопираат тука. Затоа постојат таквите институции каде што можат слободно да се обратат и правилно да се информираат. 8 документи кои што треба да ги набават. Тоа значи треба да бидат идентификувани во единствениот регистар на земјоделски стопанства, значи да имат нивни ИД број, како и нормално што треба да биде така, да поседуваат одредена количина по хектар или по метри квадратни површина, зависно која е инвестиција, дали ќе биде технички предлог проект кој што е до 500.000 денари, над 500.000 денари се значи по големи инвестиции, кај што се припрема деловен план. Меѓутоа, во суштина, до сега што имаме приготвено како Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството, зборувам не само за Струмичкиот регион, бидејќи регионалното одделение е од Радовиш до Гегелија, имаме сигурно отправено од 780 такви технички предлог проекти и неколку деловни планови кои што се со повисоки износи, значи до 200.000 евра. Значи, многу минимален е бројот на документи кои што треба да ги прибават. Меѓутоа, земјоделските производители треба тие кои што се одлучени веќе да ја обноват нивната механизација или пак приклучната механизација, значи доста потребна и таа во обработката на почвата, можат слободно да се обратат во агенцијата, да бидат упатени, кај што имаме ние посебна листа припремена за кои се тие документи и од која институција може да ги набават. Така. Значи, доста добро да им се објасни и настојуваме таквите земјоделски производители добро да ги осмериме каде што ќе им биде подобро и пополезно во текот на работењето. Така, и на самиот крај, бидејќи сме кратки со време, би запрашала каков е интересот во моментов од страна на земјоделците токму за оваа програма? Да, па една вистина, значи, пред распишувањето на повикот, постои една пасивност, се до информации, лево, десно, што е, како е, кои се тие документи, во што ќе одат да се одлучат, на што е тоа што треба, ќе им биде стварно потребно во земјоделското стопанство, а не да нешто набавуваат што стварно го имат и им служи, туку нешто што веднаш можат после добрувањето да го стават во работа. За сега, значи, спомнав една бројка предходно, колку имаме околу 780 технички предлог проекти, зборувам само Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, припремени овде во регионот. Меѓутоа, во почетокот, меѓутоа при крајот на рокот, како и обично, сега, еве денеска имаме ситуации што имаме, значи, веќе над 6-7 апликанти пријавени, каде што ќе мора да им се припреме документација, да ја набават таа документација за ден-два и во најкраток рок припремени технички предлог проекти, адресирани, комплетирани од страна на советниците од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството и пропратени до Агенцијата за финансиска поддршка.
Така, јас ви благодарам, се надевам дека земјоделците кои што се уште не се одлучиле да аплицираат, ќе имаат можност да го сторат до крајниот рок 23 овој месец. Така, ги повикуваме да се јават во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството и да им објасниме некои работи кои што еве не им се доволно јасни. Така, ви благодарам за вашето гостување. Исто ви благодарам јас. Така, ние почитувани гледачи продолжуваме понатаму со останатите содржини од вестите.